Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за првиот вид на интералелни интеракции, односно ќе збориме за комплементарност. Сега, за мало подсетување, првин ќе се подсетиме што беа интраалелни, па после тоа ќе преминеме на интералелни. Значи, интраалелни беа, имаме вдека два хомологни хромозоми, имаме даден си генски локус. Генски локус е физичко место каде што се наоѓа генот. Тука е всушност генот и имаме две варијанти, така, имаме еден алел, го брежам со црвено, имаме друг алел. Сега, интеракциите кои се случуваат помеѓу овие два алела на ниво на еден ген се интраалелни, значи ИНТРА. Додека интералелни се интеракции помеѓу алелите на два различни гена. Значи, имаме хомологни хромозоми, дека имам два хомологни хромозоми, тука имам други два хомологни хромозоми. И овдека имам некој си ген со две алели, и овде имам некој си ген со две алели. Сега, интеракциите помеѓу овој пар на гени, односно овие алели, интеракциите на овие алели, со интеракциите на овие алели од вториот ген, значи ова ако е ген А ова е ген Б, тие интеракции се интералелни. Значи тие интеракции се ИНТЕР. Значи тие другите беа интра, овие се интералелни. Сега, првите од интералелни интеракции е комплементарноста. Значи, ајде да го избришаме сега. Под комплементарност се подразбира на некој начин надополнување, односно се надоврзуваат два гена и се надополнуваат еден со друг за да дадат трето некое својство. Односно кога за формирање на ново својство е неопходна интеракција на продуктите кои се контролирани од два или повеќе неалелни гени, тоа што збориме за комплементарност, надополнување во нивната функција. Сега, всушност имаме три типа на комплементарност и тие ги разгледаме на следниот начин. Нема да користиме хроматиди, него едноставно ќе речеме дека имаме ген А и имаме ген Б. Сега, во првиот тип на кодоминантност, на комплементарност, всушност генот А и генот Б, кога се наоѓаат во хомозиготна доминантна или хетерозиготна состојба, кодираат за даден протеин. Значи кодираат за даден протеин кој е потребен, значи двете кодираат за даден протеин, кој е потребен за да се добие одредено фенотипско својство. Така, потребен за да се добие одредено фенотипско својство, но едноставно еден протеин не е доволен за да се добие фенотипското својство. Потребно е да се надополнат, односно да се комплементираат два различни продукта од два различни гени со цел, значи овој треба да се спои со овој другиот за да се добие фенотипското својство. Иначе сам по себе тој не може да го даде фенотипското својство. И ова ќе го разгледаме низ примери. Едноставно сега е ова важно да го запомнете која една општа слика да добиеме. Добро. А сега како е вториот тип на комплементарност? Вториот тип на комплементарност, дека ќе го направиме, исто имаме ген А и ген Б. Но во овој случај, генот Б, например, сам по себе, да, он прави некој протеин, кој е потребен за одредено фенотипско својство, но тој протеин сам по себе не може да го даде фенотипското својство, а генот А, во вториот тип на комплементарност, кодира за некаков протеин, кој дава некакво си фенотипско својство, значи дава некакво си фенотипско својство, но кога ќе се комбинира заедно со продуктот од генот Б, дава второ фенотипско својство. Односно фенотипско својство кој генот Б би требало да го даде. Значи генот А сам по себе, мислам ако генот А се наоѓа во хомозиготна доминантна или хетерозиготна состојба, додека генот Б се наоѓа во хомозиготна рецесивна, генот А сам по себе ќе даде некакво фенотипско својство, во овој случај бележано со зелена боја,
Додека генот Б, ако би се наоѓал во истата ситуација, нема да даде одредено фенотипско својство. Сега, третиот вид на комплементарност, и ова сега ќе ви се разјасни с примери кои ќе ги објасниме. Сега е онака малце може би чудно. Имаме ген А и ген Б, каде што и ген А дава некаков протеин кој дава одредено фенотипско својство, но и ген Б дава одреден протеин кој дава одредено фенотипско својство. Ама заедно, кога ќе бидат и двете во истата клетка, значи во истата клетка кои двете ќе се наоѓаат во хомозиготна доминантна или хетерозиготна состојба, даваат заедничко фенотипско својство. Значи се комплементираат, се надополнуваат едни други. И ова ќе видиме низ примери и ќе ви се објасни. Значи, ева, како беа првиот тип на комплементарност, втор тип на комплементарност и трет тип. Прв тип е кај што двете продукти што ги прават се бескорисни еден без друг. Кај вториот тип на комплементарност, едниот ген може да биде самостоен, дава нешто, дека другиот не може, и кај третиот тип на комплементарност, каде што и двата гена самостојно, ако би се наоѓале доминантно, дека другиот да е рецесивен, би давале некаков фенотип, но заеднички и комплементарно даваат најчесто див фенотип. И сега тоа ќе го разгледаме низ примери. И ајде сега ова да го видиме низ примери. Значи првиот пример ќе ни биде со цвеќиња, значи каде што даваат бела или виолетова боја. Значи ова е сега првиот тип на комплементарност. Каде што можеме да видиме дека кога како ќе земам со црна боја, кога имаме само кога генот А е во хомозиготна доминантна, тој сам по себе не може да даде пигмент. Така, значи први ни имаме едно соединение, прво соединение, кој му е потребен ген А за да стигне до второ соединение, и понатаму му е потребен ген Б во доминантна за да добие пигмент. Така, за да добие пигмент. А бидејќи ген Б во оваа генска конституција е рецесивен, го нема да се добие пигмент. Тоа значи дека ген А сам по себе не дава пигмент. Така, значи ген А сам по себе не дава пигмент. Зошто му треба и ген Б. Така, исто да се случува и ако имаш само ген Б. Така, го имаш ген Б, ама го немаш прекурсорниот молекул, дека второто соединение, веќе ген А го нема. Ген А го нема. И сега за џаби ти е ген Б, исто ќе немаш пигмент. Ама кога и ген А и ген Б ги ставиш заедно во доминантна хомозиготна конституција, тогаш ќе имаш пигмент. Така и ова беше примерот каде што ген А сам по себе не дава пигмент, ген Б сам по себе не дава пигмент, ама заедно даваат пигмент и дека ќе го направиме со виолетова боја. И да видиме како всушност би изгледало ако би направиле еден крос. Така, ќе идеме овдека на табела со дихибрид. На почеток сме направиле две мали А со две големи Б, сме ги вкрстиле со две големи А, со две мали Б, и првата генерација UFN сме добиле А големо, А мало, Б големо, Б мало. Сега ако вкрстиме повторно А големо, А мало, Б големо, Б мало, ќе добиеме наредната табела. Сега да видиме. Рековме кога има и А и Б големо, дали во хетерозиготна или хомозиготна доминантна, се добива виолетова боја. Тоа значи, овдека ќе биде виолетова боја, арака само ќе подлечам. Виолетова боја, виолетова, 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 виолетова. Тоа се значи 9 виолетови и всушност имаме 7 бели кои ќе ги бележам, се не ги бележам со бела боја, беќе нема се позна, ќе ги бележам со сина, значи овдека генот А е доминантен, значи сам по себе не дава боја, бела боја, тука А е доминантен, не дава боја, Б е доминантен, не дава боја, Б е доминантен, не дава боја. И така натаму, и така натаму. Така, бејќи кога се самите по себе само доминантни, не даваат боја, па кога двата се рецесивни, ичпа нема боја. Мислам нема никакви воопшто шанси. Значи ќе има 9 виолетови и ќе има, колку му доаѓаат, 7 бели. Добро, ајде да видиме уште еден пример. Например, кој е многу сличен нели со минатиот. Имаме една пчела, или не знам што е, наверојатно е пчела, Апис мелифера, која, евах,
Значи има оно бели очи и тоа е мутираниот фенотип, не е дивиот фенотип. И сега за да стигне до црвени очи, потребни се две реакции, да не ги наречам, два протеина. Првиот протеин го кодира генот А и тој го има. А потребно му е вториот протеин од генот Б, кој го нема и затоа не стига до црвени очи. Кај другата, пообратно е. Го има генот Б, ама го нема генот А во доминантна или хетерозиготна состојба и затоа нема црвени очи. Сега, добро, ги вкрстуваме, тука добиваме хомозигот доминантен и хомозигот рецесивен и тие ги вкрстуваме, добиваме хетерозигот и сега двата имаат по еден доминантен барем алел од двата гена и всушност го имаат ген А, ген Б и стигаат до црвена боја. Така, значи ова е комплементарност, кога еден ген надополнува друг ген со цел да се добие трето фенотипско својство. Или второ фенотипско својство, зависи. Нели, во овој биејќи сега збориме за прв тип на кодоминантност, на комплементарност, се добива второ фенотипско својство. Биејќи првото фенотипско својство кај двата гена е всушност бела боја, така. Кога се комбинираат заедно, се добива црвена боја. Добро, ајде сега да видиме пример со кој ќе треба да го напишам целиот, каде што всушност ќе работи на истиот овој принцип, само што сега да речеме имаме ген А. Така, имаме ген А и сега тој ген А има генска конституција, вакви две големи А со мали Б, и тој дава некоја си сива боја. Така, да речеме дава некоја си сива боја, која потекнува од А. Така, основа е комбинација А. Ова е комбинација А, не е ген А. А бидејќи има два гена, така, ова е еден ген, ова е друг ген, по два алела. Сега, првиот ген е во доминантна или може би хетерозиготна и дава некоја си сива боја. Значи, овдека не е случај каде што и двата гена, како овдека горе, гледавме двата гена се потребни за да се стигне барем до некаде. Овдека во вториот случај комплементарност генот А, генот А сам по себе може бар да стигне до некоја си сива боја. Значи, не мора да стигне до крајниот пигмент што ќе биде во овој случај, ама бар стига до некоја си. И сега у овој случај не збориме за цвеќиња, збориме за глувци. Но добро, ја имаме таа комбинација. Имаме друга комбинација која може да биде кај друг организам, комбинација Б, каде што може А да е рецесивно, а Б да е доминантен или пак хетерозигот, не е важно. И тоа не дава никаков пигмент. Значи Б кога е самостојно не дава ништо, а кога е самостојно дава барем нешто, барем си некоја си сива боја. Сега повторно, ако ги вкрстиме и добиеме некој си организам каде што ќе има барем едно доминантно А и еден доминантно Б, да речеме дека ќе се добие некој организам ева како ќе бележиме со едно големо А, например некој хетерозигот за првото и хомозигот за доминантно за второто. Не е битно, поентата е дека ќе дадат трето фенотипско својство. Значи ќе дадат, не знам си, жолта боја. Значи ова е вториот тип на комплементарност. Во првиот тип и двата гена сами по себе дава бела боја, во вториот тип барем еден од гените дава некоја си боја, во овој случај сива боја. И ова, ако би се вратиле доле на дихибридно вкрстување, ако би отишле овдека, што би добиле? Значи каде што ги имаме и А и Б, ќе имаме овдека жолта боја, жолта боја, жолта боја, жолта боја, жолта, 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 жолта. Значи ќе бидат 9 со жолта боја. Сега нема да бидат 7 кои ќе бидат сите со бела боја. Зошто? Зошто кога А беше доминантно даваше различен фенотип. Значи каде што имаме А доминантно, овдека ќе имаме сива, сива боја, сива боја и тоа е. А другите овдека ќе бидат бела боја, така? Ќе бидат ај сега да ги правам со бела, нека бидат со сина боја вака. Значи всушност од другите ќе добиеме 3 кои ќе бидат со сива и ќе добиеме 4 кои ќе бидат со бела боја. Значи ова е сега втор тип на комплементарност. Така, првиот тип беше ова е прв тип на комплементарност, ова е втор тип на комплементарност каде што генот А сам по себе барем дава нешто, барем дава едно фенотипско својство. И сега како што ни тргна, третиот тип на комплементарност, вака, трет тип на комплементарност
е каде што секој од гените, например имаме комбинација 1, комбинација 2, имаме овдека нели доминантен. Вака нека биде. Б, овдека две мали А со две големи Б. И во овој случај, да речеме дека ова дава, баш кидаме со примерот со кокошките, дава розест тип на кикиришка, додека ова дава грашест. Додека ако двете се комбинираат, така да и за првиот ген и за вториот ген, барем имаме хетерозигот или хомозигот за доминантни, се добива трето својство. Односно трето фенотипско својство. А ако пак се наоѓа во рецесивна, значи двата гена се наоѓаат во рецесивна, имаме дури четврто својство. Бидејќи во третиот тип на комплементарност и генот А и генот Б кога се сами, кога се единствените кои се доминантни од оваа генска комбинација, од тој ген 1 ген 2, кога само они се доминантни, даваат некакво фенотипско својство и генот А и генот Б. Затоа кога и двете се рецесивни, имаме значи уште едно фенотипско својство. И затоа сушност вака ќе добиеме. Тие кои се розести, така ова беше со две големи А, две мали Б. Грашест беше две мали А, две големи Б, или пак едно големо Б. Значи, сега ова вака не се збуните. Само едно големо Б, вака ова може линија овдека биде. Дали тоа е големо Б овдека или е мало Б, не прави никаква разлика. Исто и кај преходниот пример, затоа така ќе ги напишам за да не се збуните. Значи големо А, овдека мали Б нека бидат, овдека мали А, големо Б и празна линија. Сега, ако се комбинираат, даваат оревовиден. Значи, кога има едно големо А, второто место може да е како црвена. Значи, второто место може овдека да е празно, дали тоа е мало А или големо А не прави никаква разлика. Б, празно место. Ќе имаме оревовиден тип, и ако двете се рецесивни, така А, Б, мало, тоа што имаме обичен вид. И ова е третиот тип на комплементарност, каде што секој комплементарен ген има и свое дејство. Така, секој комплементарен ген, овој е еден ген, овој е друг ген, си има свое дејство, а заедно комплементарно, значи се надополнуваат за да дадат трето својство. Добро, тоа беше за комплементарност, првиот тип на интералелни интеракции. И тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.